Па воглавном да, иако првите денови малку некако стоеше дека тоа ке не одмине или не е толку сериозно, како што поминува времето, на времето информирано страна на министерот, сето тоа го дава резултати и тоа што ја го гледам, тврдам дека гевгеличани 100% се придружуваат на мерките препорачени од владата на Република Северна Македонија. Или има тоа неодредено искуство со оглед дека имаше неодредена криза? Па да, тоа јас го кажувам и го кажат и другите, министерот Филипче го кажа тоа во едно свое излагање деновиве, дека општина Гевгелија стварно ресурсите, дали полиција, дали јавно здравство, дали болницата, го има нешто слично поминато 2015 со бегалската криза и тука значи сега е фактички повторено искуство, не е некоја новина за нас, така да и од тој аспект службите функционираат безпрекорно. Правите ли контроли и дали се почитуваат мерките на терен, она што како влада ги препорача? Вие формиравте овде и кризен штаб. Да, формиравме кризен штаб, инволвирани се сите институции кои даваат придонес или имаат задолжение од страна на владата за справување на сета оваа ситуација. Меѓу нас секојдневно комуницираме, имаме современа технологија преку мобилни телефони, Facebook групи и тоа што јас го знам, одговорно тврдам дека контроли се прават секојдневно од страна на пазарната инспекција, од страна на МВР во Гевгелија и отворена и линија пред 2-3 дена за пријавување на вакви случаеви, така да има и совесни граѓани кои пријавуваат, не се работи за објекти кои работи или не, тоа е расчистено од први ден ги почитуваат, меѓутоа најмногу има забелешки и пријавите се однесуваат на одредени субирања на млади пред се после од вечерните часови. Гевгелија формираше ли мобилни тимови кои што ќе помагаат на одредена категорија на граѓани? Мислам дека офатени се 3 групи на граѓани. Колку што ве разбрав? Да, формиравме мобилни тимови, ги користиме прво време ресурсите од општината и имаме план на активности. Ако има потреба од поголем обем на активности, веќе имам пријавени 10 волонтери, невработени во општина Гевгелија, кои ќе излезат во пресрет, а логистиката ќе ја дава општината. Се однесува на стари и изнемоштени лица за да не излегуваат, пошто мотото на владата седи дома, да не излегуваат од дома, бидејќи се ризични групи. Нашите тимови им ги потреби што ги имат за плаќање на сметки, за купување во продавници, лекови или випиляри, ги вршат по нивен повик, доколку имаат потреба. Исто така на јавниот на такси превоз кој го организира општина Гевгелија и на меѓулинискиот превоз кој е под надлежност на општина Гевгелија доделени се овакви пакети за ова намена и новина е кај ценевме ние дека има одредена група социјални приматели на помош, имаат ниски примања, тоа се околу 120 од Гевгелија, списокот го добивме од подрачна единица на Министерство за труд и социјала, ради ценејќи дека нивниот буџет е мал и нема да одвојуваат доброволно средства за ова намена, општината еднаш неделно им испорачува пакет во препорака, производите кои се во препорака со регионалниот центар за јавно здравство Гевгелија. Кој е оној порака кој што сака да упати првиот човек на Гевгелија? Да бидеме дисциплинирани, да се грижиме сите прво и за сопственото здравје, меѓутоа мора да бидеме одговорни да се грижиме и за јавното здравје, а ќе искористам ова прилика да одам посебна благодарност на здравствени работници, на војска, на полиција, на инспектори и ние тука на општинската администрација кои будно ја следиме ситуацијата, на продавачи, на сите тие што се овозможуваат ситуацијата да биде во нормална, се изложени свесно на ризикот од начинот на вршејќи својата работа доаѓаат до комуникации со повеќе луѓе. Тоа е мојот апел, да останеме присебни и мислам дека сите заедно ќе ја надминеме ова ситуација и ќе ни биде едно животно искуство кое ќе опамтиме.